Почитуван амбасадоре на Европската унија, Ваша екселенција господин Самуил Богар, почитуван директор на Канцеларијата на Европска банка за обнова и развој господин Анди Аранитаси, почитуван министер за транспорт и врски господин Сугаревски, почитуван директор на јавното предпријатие за државни патишта Китанов, почитуван градоначалник, представници на компанијата Инвестицијски фонд за Западен Балкан, представници на компанијата Гранит, почитувани граѓани, представници на медиумите. Сите ние денеска сме дел од овој значаен настан и убав ден без разлика на времето за нашата земја. Отпочнува реконструкција и рехабилитација на патниот правец Крива Паланка ДВ Баир, односно до граничниот премин со Република Бугарија. Овој патен правец е само дел од коридорот 8 на територијата на Северна Македонија, составен дел од паневропските коридори, најзначениот коридор што ја поврзува оската исток-запад на југот на европскиот континент. Проектот предвидува комплетна реконструкција на целата делница на 2 ленти, изградба на 3-та лента на поголем дел од овој правец, како изградба на 6 нови мостови. Отпочнувањето на работите за реконструкција, рехабилитација и осовременување на оваа делница е значајно и заради фактот што патниот правец Паланка ДВ Баир е најфреквентен во товарниот сообраќај, бидејќи транспортот на стоки кон соседна Бугарија и од соседна Бугарија во најголем дел поминуваат по овој пат. Дополнително овој патен правец е значаен заради пограничната соработка помеѓу општините кои гравитираат од овој дел во Северна Македонија и Бугарија. Патниот правец е многу значаен за регионално поврзување, бидејќи го поврзува граничниот премин ДВ Баир, кој представува врска со Република Бугарија. Модернизацијата на коридор 8 е стратешка определба на нашата земја и заради регионалното поврзување и соработка како еден од најважните аспекти на интеграцијата во Европската унија. Проектот, вклучувајќи и до изградбата на железницата на овој коридор, има за цел да го поврзе Црното море со Јадранско море. Пошироко тоа е коридор кој преку Бугарија, Македонија и Албанија ги поврзува Блискиот Исток и Азија со Европската унија. За нашата посветеност на коридор 8 говори фактот дека во овој момент има градежни активности по цела негова должина. Се подготвува санација за патниот правец од граничниот премин Ќафасан до Струга. Интензивно се одвиваат работите на изградба на автопатот Охрид-Кичево, се заврши рехабилитацијата на автопатот од Скопје до Куманово, а во престојниот период ќе отпочне со рехабилитација на делницата Куманово-Страцин во должина од околу 32 км. Паралелно тече рехабилитација на постоечкиот регионален пат Ранковце-Крива Паланка, кој се очекува да биде завршен до март 2020 година. Почитувани присутни, оваа артеријска трансверзала е од огромна стратешка и економска важност на Република Северна Македонија. Со воспоставување на овој коридор ќе се развие систем на превоз што ќе придонесе кон зголемување на трговската размена во функција на подобрување на конкурентноста и развојот на економијата и комуникацијата со европските земји. Уште една причина што го прави овој настан и овој ден посебен за нашата земја е улогата на партнерството на Европската унија и на низините финансиски институции. Партнерството потврдува дека европската интеграција на Република Северна Македонија и на Западен Балкан е препознаена како геостратешка инвестиција за стабилна, силна и обединета Европа базирана на заеднички вредности и стандарди. Ваквите признанија доаѓаат и од постигнатите резултати на Република Северна Македонија и представуваат голема движечка сила за интензивирање на реформските напори во насока на градење на едно вистинско европско демократско општество во земја која пред 3 години континуирано паѓаше од криза во криза. Република Северна Македонија ги стави на брзата трака реформските приоритети за исполнување на евроатлантските аспирации со јасна перспектива и со силна политичка волја дека тие аспирации немаат алтернатива и дека нашата земја ќе го даде и го дава сопствениот придонес за да биде видена како земја со стратешка улога во нашиот регион.
Со остварените резултати за само 2,5 години дојдоа и признание. Членството во НАТО, а прашање на денови е отпочнувањето на преговори со Европската Унија за да влеземе во последна фаза до членството во Унијата. Отварањето на портите на НАТО и на Европската Унија за полноправно членство во сојузите со стратешки партнери беше подкрепено и со решавањето на соседските прашања кои претходните политички гарнитури не ризикуваа да ги преземат. Во начинот на кој ги решивме отворените прашања со Грција и Бугарија, меѓународната заедница препозна модел за решавање и на најсложените политички прашања во овој регион. Дополнително, Република Северна Македонија се определи да ја интензивира регионалната соработка со сите нејзини инструменти. Сосема е јасно дека поврзување на регионот е предуслов за поврзување со Европската Унија, од која дојде и политичката и финансиска подршка за инклузивните структури и иницијативи во целиот овој регион, кои и со овој настан се потврдуваат како реални. Нам не останува со континуираните реформи и со целосна посветеност на нашата европска и евроатлантска агенда да ги увериме нашите партнери дека поддршката која што ни ја даваат нема да биде изневерена. Сакам уште еднаш да се заблагодарам на сите чинители кои што допринесоа да го реализираме овој значаен проект, да се заблагодарам посебно на амбасадорот на Европската Унија во Северна Македонија, господин Самуил Жбогар, за целосниот напор и поддршка која што ја дава да ги реализираме сите овие проекти и да помогне во обезбедувањето на нашите европски перспективи. Се надевам дека ова ќе биде проект кој што ќе допринесе и за развој на целиот овој регион. Посебно сум среќен што имав можност, еве токму јас да го означам почетокот на градбата на овој патен правец, заради тоа што сметам дека кога, ако не сега, ќе се вложува токму во овој регион кој што беше најзапоставен во сите изминати години. Така да благодарам на сите што успеавме заедно начело со владата на Република Северна Македонија да направиме еден чекор напред кон подобрување на условите за живот и развој на Крива Паланка, на Куманово и на целиот овој регион. Благодарам уште еднаш. Почитуван амбасадор Жбогар, почитуван директор Елени Таси, почитуван директор Китанов, почитуван градоначалник Оријан Чумицевски. Почитувани присутни. Драго ми е што денеска и официјално започнуваме со еден многу значаен капитален проект, значаен не само за регионот, туку и за целата држава, преку која што ја олеснуваме регионалната трговија и го подобруваме транспортот на стоки и услуги преку овој патен правец. Реконструкцијата на регионалниот пат од Крива Паланка до граничниот Фремин Девебајер е важен проект за подобрување на прекограничната соработка и развојот на економијата во регионот. Соочувајќи се со предизвикот да го забрзаме и воедно да го лесниме транспортот кон земјите од Европската Унија, како и кон земјите од Западниот Балкан, посебен фокус ставаме на модернизација на патните правци кои водат кон граничните премини. Овој патен правец е еден од таквите на кои гледаме како значајна алка за извоз на македонските производи. Патниот правец Паланка Девебајер е најфреквентниот во товарниот сообраќај, бидејќи транспортот на стока кон од соседна Бугарија во најголем дел поминува на овој пат. Во оваа фаза делови од патот се многу тесни, коловозот е уништен и е неопходна негова рехабилитација и проширување. Во оваа прилика би сакал да се заблагодарам на нашите партнери од Европската Унија и Европската банка за обнова и развој што ни возможуваат финансиска поддршка за реализација на ваквите капитални инфраструктурни проекти. Република Северна Македонија има стратешка определба за изградба и модернизација на коридорот 8 како дел од паневропските коридори што ја поврзуваат оската исток-запад. Во таа наша определба посветено работиме на модернизирање на патната траса по цел коридор 8 и тоа од правецот Албанија кон Бугарија. Би спомнал само дека Јавното претпријатие за државни патишта врши подготовка за санација на патниот правец од граничниот премин Ќафасан до Струга. Активно се одвива изградбата на автопатот Охрид-Кичево, се врши проектирање за изграда на нов автопат од Кичево до Ластијок. Јавното претпријатие за државни патишта заврши со рехабилитација на возната лента на автопатот од Тетово до Скопје. Завршена е рехабилитација на автопатот од Скопје до Куманово, се гради нов експресен пат Ранковци-Крива Паланка. Се започнува со рехабилитација и изградба на трета лента од Крива Паланка до граничниот премин Девебајер. Генерално целта, патната траса од коридорот 8
се модернизира. Дополнително морам да ја спомнам изградбата на железницата на коридор 8. Имаме јасни цели дека изградбата на пругата кон Бугарија е неопходна заради брз развој на земјата и поврзување со источните пазари. Затоа, забрзано почна да се работи на изградбата од пругата до Белјаковци и очекуваме до крај на 2020 година таа да биде завршена. Исто така, паралелно се работи на тендерска постапка за втората делница до Крива Паланка и до крај на 2020 година очекуваме да се случи договор со изведувач. Обезбедени се 60 милиони евра од Европската унија за изградба на трета делница од Крива Паланка до граничниот премин Девебајев и верувам дека со вакво темпо ќе ги запазиме сите рокови што се обврзани со меморандумот за железничко поврзување со Бугарија и пругата конечно дека ќе се изгради. Овој е начинот како ова влада силно и посветено работи на подобрување на инфраструктурата во државата. Из овие 2,5 години направена е пресвртница и земјата ја вративме на патот на просперитетот. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам успешна реализација на проектот. Thank you very much. Good morning, Mr. Prime Minister, Minister, Director, Mayor, colleague. I would first say that Prime Minister said that he's personally happy to be here today for this event, and I can join him in that. I'm, as honorary citizen of Kriva Palanka, I'm very happy that the European Union projects continue. This project is not the biggest in money that the European Union is investing in the country, but symbolically is one of the most important ones for two reasons. One, sorry. Добро утро на сите. Ви благодарам пред што ме поканивте. Почитуван премиер, почитуван министр за транспорт, почитуван директор на ЕВРД, почитуван градоначалник и почитуван колега. Како што веќе премиерот веќе нагласи дека представува лично задоволство што денес е тука присутен во Крива Паланка се извинувам за започнување на овој проект. Јас можам само да му се придружам, да велам дека јас сум навистина почестен, имајќи во предвид дека јас сум почестен граѓанин на општина Крива Паланка и навистина ми представува задоволство што го започнуваме овој проект или инвестираме пари од Европската унија за реализација на овој проект токму во вашата општина. Овој проект можеби не представува како проект, најголемиот проект кои што се оделуваат како финансиски средства од Европската унија во самата земја, меѓутоа има своја символика. По својата символика овој проект е многу важен. For two reasons. First reason is connectivity. European Union believes in the power of connectivity. Connectivity to help develop, economically develop the region. Connectivity process started with the Berlin process, and this is one of the first projects that we are now realizing that is coming out of the financing of the Berlin process. Значи, како што реков, реализацијата на овој проект има символична причина, од две причини. Првата причина е конективноста или подобрата поврзаност. Европската унија навистина, значи, посветува големо внимание на поврзаноста, тоа е силата на поврзаноста за да може повеќе да помогне во економскиот развој на самите општини, во економскиот развој на самиот регион. И овој процес, конективноста или поврзаноста, почна во рамките на процесот на Белин или Белинскиот процес и можам да кажам дека овој првиот проект од Белинскиот процес во рамки на подобра поврзаност на региони. European Union believes in the power of connectivity in the way that connecting the countries will help economic development and progress of the region. This part that we are starting today was a black spot, or one of the black spots, one of the missing links in connecting Sofia with Skopje and with Tirana and Dures, the Corridor 8, as we call it.
Исто така Европската Унија верува во самата сила на подобрата поврзаност, затоа што преку реализација на овие проекти се остварува подобра поврзаност помеѓу самите земји. Поврзаноста исто така помага во подобриот економски развој на самите земји и исто така поврзаноста помага во напредокот на самиот регион. Ова денеска реализација на овој проект представува само првиот дел за реализација на овој проект, ако можам да кажам првата едната од црните точки или една од нишките кои што недостасуваат досега за подобра поврзаност помеѓу Скопје, Софија, помеѓу Софија, Тирана и Дурс, сето ова е дел на коридорот 8. So this new road or rehabilitated road will also be much safer for the citizens. It will be faster for citizens and the businesses, and it will also be greener for the environment. Исто така, овој ново рехабилитиран пат ќе биде покорисен за употреба од страна на самите граѓани. Исто така, тоа ќе обезбеди и побрз производ за самите граѓани, како и за самите бизниси во овој регион. Меѓутоа, исто така изградата на оваа делница ќе може да значи дека ќе се сочува и самата животна средина за самите граѓани. And the second reason why this project is so important is the good neighborly relations. И втората причина зашто овој проект е толку важен е култивирање на добрите меѓусоседски односи. This project combines perfectly the political priorities of the European Union with its assistance, or better, its assistance with the political priorities. И исто така, овој проект од друга страна има своја важност затоа што ги комбинира низината финансиска помош со политичките приоритети кои што Европската Унија ги има пред себе. I could say that the current road that exists reflects more the relations with your neighbor Bulgaria of the past. After the signing of the good neighborly relations, I think the new road will also symbolically reflect this new atmosphere in relations, this new level of partnership between the two countries. Исто така, од другата страна можам исто така да додадам дека овој пат, нова делница која што ќе биде успари сегашната делница или сегашниот пат ги рефлектира минатите односи кои што постоеле меѓу Северна Република Македонија и Република Бугарија. Тоа се односи од минатото, меѓутоа со самото потпишување на договорот за добри меѓусоседски односи, исто така ова символизира и подобрување на тие односи, тоест креација на една нова атмосфера на партнерство помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија. So this road will also enable more business, more cooperation, more travel of citizens from both sides, and will reflect these new relations of the two European countries. Исто така, од другата страна, ако може само да кажем, дека ова нова делница исто така ќе придонесе за развој на подобар бизнис, за патување, за подобро патување или размена на граѓани од двете земји и исто така ќе може, значи, на некој начин да рефлектира позитивно во изгледба на новите релации помеѓу две европски земји. Your Excellency Minister Sugaevski, Ambassador Zbogar, esteemed Director Kitanov, Mayor Micevski, dear members of the press, representatives of Garanet, Euro Consulting, and dear citizens. It's a great pleasure for me to be here today on the occasion of this very, very important project. Ваша Ексцеленцијо, господине премиер, Ваша Ексцеленцијо, амбасадор на Европската Унија, Збогар, сите присутни, навистина ми причинува денес задоволство што сум овде на овој настан. EBRD is a big partner of the authorities in the development of the road infrastructure of the country. To date, we have provided more than 360 million euros in 7 different projects, and we have much more coming in the pipeline. We're very proud of this because this shows the excellent relationship that we have developed up to date with the government and the public enterprise for state roads. Ние сме голем партнер на владата во изработка на инфраструктурата во земјата. До сега Евор има инвестирано 360 милиони во 7 проекти,
а уште многу не очекуваат во иднина. Навистина сме горди и задоволствени што отворуваме ваква една соработка. On this particular project, as Ambassador Bogar said, is probably not the biggest in monetary terms, but very important in terms of connectivity with neighbors. We have provided 10 million euro loan as EBRD, and the Western Balkans Investment Framework, which is a joint initiative that EU, EBRD and other multilaterals have created, is providing a 2.4 million euro grant. Како што рече амбасадор Богар, може би овој проект не е еден од најголемите од аспект на финансиите, меѓутоа е голем поради својата важност. Ние како ЕБОР имаме обезбедено 10 милиони евра за проектот, а Европската унија и други мултилатерални партнери заедно се вкупно 2,4 милиони. The project will finance a section of the Pan-European Corridor 8, just the 13 kilometers between Kriva Palanka and the Bulgarian border. In this sense, it is expected that it will improve basically the country's infrastructure and connectivity with the EU through the neighboring EU member Bulgaria. It will also improve. Проектот ќе опфати делницата од 13 километри од Крива Паланка до Деве Барисо, што ќе се подобри целокупниот развој преку новоотворената соработка со соседна Бугарија. It will also improve regional connectivity and boost the country's economic development. Ќе ја подобри регионалната поврзаност и ќе помогне економскиот развој на регионот. The EBRD Shareholder Special Fund has also provided 0.4 million euros of technical assistance for the public enterprise for state roads. This is to develop a corporate plan for the company and to assist it with the project implementation unit. And we hope that the result of this, with the strengthening of the commercial part of the public enterprise for state roads, it will become more competitive and it will boost its efficiency. Имаме обезбедено од нашиот резервен специјален фонд и 0,4 милиони како помош за државното предпријатие за јавното предпријатие за патишта и изведувачот, и се надеваме дека со изведбата на овој проект меѓу другото ќе се подпомогне и конкурентноста на државното предпријатие за патишта. We're extremely happy with the good progress of the project, which already has the works contractor selected, and we would like to also congratulate Granite for being selected to carry out the works, and wish them the best of luck in completing the project within budget and in the time foreseen in the contract. Навистина сме задоволни од напредокот на целиот проект до сега. Избран е веќе изведувачот, им честитам на Гранит за тоа што се избрани, се надевам дека ќе успеат да го завршат проектот и во рамките на буџетот и во предвидените рокови. Finally, I would like to once more take the opportunity to thank the government for the excellent cooperation, to thank our partners and friends from the EU for their support in this project, and to wish that this is just one more small step in our three-way partnership in building the country's infrastructure, which we have been doing together for several years, and in helping the integration with neighbors, bringing us closer and closer together, and bringing the country closer to its European dream. И наистина сакам да искористам оваа можност да се заблагодарам на владата за изворедната соработка, како и на нашите партнери од Европската унија, и се надевам дека ова е само еден мал чекор во нашата трипартитна соработка во напорите да ја обновиме инфраструктурата во земјата, што ќе придонесе и за развој на соседските односи и за целокупен општествен развој. I hope that we can meet on many more joyous occasions like this, and would like to thank you once again. Се надевам дека ќе има уште многу вакви прилики на кои ќе се сретнуваме и уште ви благодарам. Ваша ексцеленција, амбасадор на ЕУ во Република Северна Македонија, господин Самуил Богар, министер за транспорт и врски, господин Сударевски, директор на Канцеларија на Европска банка за обнова и развој во Скопје, господин Анди Аренитаси, градоначалник на општина Крива Паланка, господин Лицевски, директор на Гранит, господин Милковски, директор на Евроконсалтинг надзор, господин Иванов. Почитувани представници на медиуми, почитувани гости. Велат, цело е кога има се. Што и да направивме до Крива Паланка, ако не се направи делот од Крива Паланка до ДВБ, залозно е, и затоа се зафативме за работа, го испроектиравме и еве го имаме денот. Денес официјално го означуваме започнувањето на градежните
работи за реконструкција и рехабилитација на постојниот државен пат А2 на делницата од Крива Паланка до граничниот премин Девебај со Република Бугарија во вкупна должина од 13,2 км. Развојот и подобрувањето на водно-динамичките услови на коридорот 8 е еден од најзначајните значајните приоритети на владата. Оваа влада ќе продолжи и понатаму да работи на подобрување и модернизација на коридор 8 до ниво на автопат или експресен пат согласно потребите и фреквенцијата на патната делница, а се со цел обезбедување побрз, посигурен и зголемен транспорт на луѓе, стоки и услуги во регионот. Паралелно се вршат целосна рехабилитација на стариот пат Крива Паланка Ранковце, кој ќе биде завршен пролетва, со што градежните активности на овој регион целосно ќе се модернизираат и комплетираат. Да ве информирам само дека минатата недела веќе заврши тендерот и воведене во работа, имаме изведувач за од Страцин до Ранковце, во текот на февруар ќе имаме од Куманово до Страцин, што значи ќе бидете комплетни за година-две, нема да имате никаков проблем, кој што за патен правец кој ви стоел 50-40 години не чекаме. Јавното претпријатие за државни патишта во соработка со Секретаријатот за европски прашања, Министерство за финансии и Министерство за транспорт и врски обезбеди грант средства од ВВФ инвестицијска рамка за Западен Балкан, инструмент на ЕУ во износ од 2,4 милиони евра. Заем од Европска банка за обнова и развој во износ од 10 милиони евра и 1 милион собствени средства на јавното претпријатие за државни патишта, се со цел да се овозможи рехабилитацијата и проширувањето, како и на одредени делови со трета лента на делницата Крива Паланка Девебај. Изведувачот Гранит ќе има рок од 24 месеца да го изведе проектот, така што по проширениот пат ќе се води најдосна до почетокот на 2022 година. А ние ќе се потрудиме да го притиснеме да биде и порано тоа. Завршен надзор на градежните работи е избрана компанијата Евроконсалтинг здружена со Генг. Предвидената реконструкција и рехабилитација на државниот пат А2 е поделена на 3 поделници. Првата е од 0 до 2,5 км, каде е предвидена чиста рехабилитација од причина што трасата минува низ населени места. На втората поделница до 8 км се прави реконструкција, односно патот се проширува со трета лента со ширина од 10,35 метри. Вториот дел од трасата започнува со трокрака површинска крстосница, каде ќе се отвори дополнителна лента, со што се овозможува комуникација помеѓу А2 и собствениците на приватните објекти. Понатаму, од 3 до 4 километар ќе се изврши девијација, односно напуштање на постојниот пат, каде новопроектираниот пат се пресекува со крива река на 4 места и на овие пресечни точки се проектирани нови мостови, а се прави и девијација на речното корито. Ова е се со цел да се избегне вашата црна точка патна овде, која што за жал била причина за многу сообраќајни несреќи. Нова поделница ќе се реконструира и првиот постоечки мост на влезот од село Житилово, а додека останатите 2 постоечки моста ќе се срушат и ќе се изградат нови. Значи, имате 9 моста, од кои што 6 сосема нови и 3 кои што ќе се реконструираат и прошируваат. Третата поделница од 8 па до 13 километар, во кој дел е предвидена рехабилитација на постојниот коловоз и проширување на 2 постоечки виадукти со трета лента. Дозволете да изразам благодарност до Европската Унија и Европската банка за обнова и развој за обезбедувањето на грантот и затварањето на целосната финансиска конструкција за изведба на оваа значајна делница. На крај им посакувам успешна работа на изведувачот Гранит и надзорот Евроконсалтинг. Ви благодарам. Почитуван премиер на владата на Република Северна Македонија, господин Оливер Спасовски, почитуван амбасадор на Европската Унија во Република Северна Македонија, господин Самуил Жбогар, почитуван директор на Европската банка за обнова и развој, господин Анди Аранитаси, почитуван министер за транспорт и врски, господин Горан Сугаревски, почитуван директор на јавното претпријатие за државни патишта Зоран Китанов. Огромна чест и задоволство ми е
денес да бидам домаќин на еден ваков состав на гости, представници на највисокиот политички и дипломатски естаблишмент во нашата држава. Поводот за денешниот настан е официјалното отпочнување со градежните активности за реконструкција, рехабилитација и изградба на трета лента на државниот патен правец А2, делница Крива Паланка, граничен премин Деве Баје, во висина од околу 12 милиони евра. И овој проект, како и веќе отпочнатите активности за изградба на експресниот пат Куманово Крива Паланка, рехабилитација на постоечкиот патен правец од Куманово кон Крива Паланка, скорешното отпочнување на изградбата на железничката пруга од Бељаковце кон Крива Паланка, како и реализираните проекти за асфалтирање на неколку регионални патни правци во околината на Крива Паланка, само ја потврдуваат одличната соработка на владата на Република Северна Македонија со општина Крива Паланка и со мене како градоначалник. Во исто време, ова е и потврда на цврстите заложби кои ги имаме за реализација на сериозни проекти и вложувања во изградба на современна и модерна патна инфраструктура. Само во изминатите, нешто повеќе од 2,5 години, во регионот на Крива Паланка се инвестираат со овие проекти околу 250 милиони евра. Со ова се дава допринос Крива Паланка да стане централна точка на коридорот 8, кој што ја го поврзува Скопје со Софија, како два соседни европски центри, поврзување на Јадранското со Црното море. Како никогаш досега во општина Крива Паланка и околината се гради и се реализираат и поголем број на други проекти во сферата на локалната патна, водоводна, канализациона мрежа, урбани качиња, спортски терени и се она што се нарекува современа и модерна комунална инфраструктура. Почитуван амбасадоре, со имплементацијата на овие проекти и со она што се проекти од програмата на ИПА за прекогранична соработка, не само со Бугарија, туку со Србија, со Косово, вие навистина го заслуживте епитетот прв почесен граѓанин на Крива Паланка и навистина на најдобар можен начин ни се одложивте нам како општина и на граѓаните на овој регион. Со сето ова допринесувате да се промовираат културно-историските и природни реткости и Крива Паланка и регионот да стане привлечна дестинација за домашни и странски посетители, но и нови дополнителни инвестиции. Почитувани сограѓани, ние нема да застанеме тука. Ќе продолжиме со проектирање, но и со реализација на нашите проектни идеи, со што ќе покажеме дека сме на правиот пат да ја изградиме Крива Паланка во современо и модерно место за живење. Ви благодарам.